Почитувани гледачи, вие кои го следите нашиот подкаст Бизнес клуб, добар ден. Еве стигнавме и до последната емисија од серијалот Бизнес клуб, кој го стартувавме некаде кон крајот на месец ноември и завршува на почетокот на месец април оваа година. На самиот почеток, сакам во оваа прилика да му се заблагодарам на претседателот на Стопанската комора на Република Северна Македонија, господинот Бранко Азевски, за одлично завршената задача како домаќин и водител на подкастот Бизнес клуб, кој иако беше за прв пат во оваа улога, морам да признам дека беше брилјантен. Во денешното издание ќе направиме едно кратко резиме за тоа што сакавме да постигнеме со овој проект пред да почнеме. И еве после 4 месеци и 20 реализирани подкасти, кои се резултатите и остварените цели од овој проект, па ќе тргнеме со ред. Едно од основните цели беше да представиме солидни, квалитетни предприемачи, кои и во вакви услови, во вакви тешки услови, не само во Македонија, туку во целиот свет, успеваат успешно да ги водат своите компании, да ги додат напред, со што им служат како пример на помладите генерација, оние кои доаѓаат природно, ги наследуваат и планираат или намераваат да влезат во приватниот бизнис и самите. И ако таа цел ја постигнавме, навистина ќе бидеме задоволни. Во првата сезона од подкастот Бизнес клуб продефилираат 20-тина релативно млади бизнисмени од разни гранки на стопанството. Имавме од градежништвото, од прехранбената индустрија, од местната индустрија, кондиторската индустрија, автомобилската индустрија, индустријата за пијалоци, пивската индустрија, e-комерц, маркетинг и уште многу други. Она што е важно и значено за секој од овие наши гости е дека секој од нив ја раскажа својата приказна, својот личен развиток, својата лична стратегија за опстојување на својата фирма во македонски услови, кои се инаку прилично тешки и не се едноставни, но истовремено и предизвиците кои ги имаат во справување и конкуренцијата на светските пазари со своите брендови. Нивните производи се наоѓаат рамо до рамо со познатите светски брендови кои продаваат слични производи и како такви тие се на одреден начин и македонски амбасадори. На ист начин на кој се амбасадори нашите уметници и спортисти. Така да сметам дека нивната улога во достоинствено представување на државата е исто многу значајна. На страна што тие со својата работа на домашниот пазар вработуваат нови работни, отвараат нови работни места, вработуваат луѓе и плаќаат нивните лични доходи, нивните придоноси, даноци, царини, такси и разни други давачки кои не се малку, со што го полнат буџетот на Република Македонија и значајно влијаат на економскиот раст на земјата. Покрај тоа тие се многу битни за создавање на иновации, за зголемување на конкурентноста, за подобрување на квалитетот на услугите во Македонија и уште еден куп битни работи. Кога велам тие се македонски амбасадори, велам дека се многу битни затоа што Македонија е мала земја. Ние немаме многу по што да се пофалиме, нити пак светот не препознава по нешто особено. Да речеме, ако споредиме една Србија која го има Новак Џоковиќ, која го има Никола Јокиќ, која има познатата ракија Шливовица, која го има Ексис фестивалот во Нови Сад, пошто светот ги знае. Ние таква работа немаме. Кај нас остануваат неколку имиња од областа на спортот, особено од областа на музиката и уметноста, кои успеале од себе да направат брендови. Значи, нивните имиња се брендови и со тоа тие не представуваат ни светот. Во фудбалот тоа би биле Пандев и Панчев, во ракометот секако Кире Лазаров, во кошарката Перо Антич, во филмот Милчо Манчевски, во музиката Владко Стефановски и Симон Трчевски,
И се разбира, ќе пропуштиме некого, има уште има и други, но заради во интерес на времето на оваа емисија нема да можеме да ги спомнеме, за што им се извинуваме. Брендовите се многу битни бидејќи тие влијаат на формирањето на идентитетот, угледот и имиџот на една земја на глобално ниво. Така да, како што ги спомнав уметниците и спортистите, исто така сметам дека вредно и важно се споменат оние брендови кои не представуваат и извезуваат надвор од земјата. Да се вратам на нашиот подкаст Бизнис клуб. Анализите кои ги правевме за тоа кој не гледа и колку не гледа и колку е значајна овој подкаст во морето на подкасти кои се наоѓаат секојдневно на YouTube каналот, имаме одлични резултати бидејќи 70% од нашата публика се млади луѓе помеѓу 25 и 40 години. Тоа е онаа најработоспособна целна група на луѓе, всушност кои и ни беа од интерес кога тргнавме да го правиме подкаст. Што се однесува до нашиот тотален рич на сите дигитални медиуми заедно, тој изнесува околу 300.000, што навистина е импресивна цифра ако се земе во предвид карактерот и профилот на овој подкаст. Наша генерална оценка е дека подкастот ја постигна поставената цел, но ако дополнително успеавме и некои од оние млади луѓе кои континуирано се иселуваат од земја барајќи го својот професионален ангажман и кариера надвор од границите на Македонија и постојано купуваат карти во еден правец и ја напуштаат земјава, ако успеавме дел од нив да ги поколебаме, да размислат, да се обидат својата перспектива на професионален план, да ја реализираат токму овде во Македонија, тогаш мислам дека сме исполниле нашата мисија целосно. Господин Азиски, ќе се осврнеме на неколку прашања кои честопати беа споменати во враќањето на нашите гости во подкастот Бизнис клуб, а се чини дека се невралгични точки за правилно и непречено функционирање на финансиските токови во македонската економија. Па ќе почнеме со ред. Прв печаток на оние што го следа подкастот е дека кај нас сепак има поволна клима за бизнис, но рол доколку имате добар проект, квалитетен бизнис план и прецизни проекции за развој. Видовме 20 успешни бизнисмени, се разбира дека постојат уште многу повеќе, но дали сметате дека капацитетот на македонскиот пазар за нови бизнисмени во дадениот момент е оптимален или постои простор за негово повеќе кратно зголемување со нови успешни компании? Она што вие рековте дека гледачите прашуваа или констатираа, и за мене изненадување, а иако сум секој ден со овие луѓе, нивната темелитост, професионализам и еднакви погледи на работите по клучните прашања за развој на бизнес. Значи, јас не видов тука сериозна разлика. Јас не сум седнал и немам време во работата да мерам и анализи, да правам што некој направи, кажал или како ги гледам бројките, ги гледам ними и така натаму. Овде се работи за една плејада на луѓе кои што имаат доволно знаење, мудрост, искуство за рискирање. Во македонските медиуми и воопшто кога се зборува за луѓето од бизнисот, оние особено за оние од подсврстиот бизнис, некако се чини дека без многу сознание и без многу точни представи што е тоа, се користи зборот олигарх. Што се всушност олигарсите? И кои се тие? Јас наводно сум шеф на нив, наводно сум портпарол на нив. Така ме пишуваат, па јас не сум ги видел. Бар до сега не сум видел, јас сум видел стопанственици кои што се врват и во раководството на комората. Да бидам со нив не можам, бидејќи немам пари толку. Не можам и портпарол да бидам затоа што во Македонија има подобри портпароли од мене многу. И сигурно ќе се изберат они таков, не мене. Значи, мислам дека се работи за една флоскула од типот за да го збудиш непријателот
и кога ги поставува вистинските прашања да го ставиш на посебен колосек, да го на некој начин успориш, занимавајќи се со разноразни. Мислам дека треба буџетот да има милиарди во него да може да створи олигарси, како Русија, кои што ќе вдијат на раководството да се носат прописи кои што ќе подобруваат нивната позиција и екстра заработувачка. Јас во Македонија тоа не го гледам. Јас гледам една друга ситуација во која што меѓу бизнисот не владае единство како што треба да се очекува, затоа што ако владае ќе бевме уште понапред од ова и се должи на една дисциплина олимписка за нас, прва дисциплина олимписка, ако има постои, ние ќе видиме со прв златен медал на олимпијади, тоа се вика завид лак. Јас не знам во оваа држава дали има некој што да другиот е завид. Све мисли дека другиот што работи е попрофитабилно, дека он ужива некој привилегии, само овој се ужива, дека све некој дава на некого, други тебе не, и така натаму, затоа мислам дека олигарх кај нас неадекватно потребен, нити може на големината и средината на држава да представува некако панда. Ред. Лично јас целиот свој живот го поминав во некаков период на транзиција. Како се чувствувате вие по тоа прашање? Како дете на транзиција. За мене транзицијата започна на 18 години, мислам дека беше 7 јули, која осам на сите весници во тогашна Југославија со зборот девалвација на денарот. Ние не знаевме тоа што е девалвација. Мислам, не се употребуваше тој збор, немаше потреба за тоа. И девалвација на денарот, инфлација, вамо тамо рестриктивни мерки, есента воведе влата. И од тогаш мислам дека не сум излезен од тоа. 40 години само рестриктивно. Не врзавме 3 години во кои што не биде подобро да можеме да речеме ова сега овој период ни хаеше и се зголеми стандардот на луѓето или профитот на компаниите. И затоа се осеќам исто како вас како дете на транзицијата, затоа што порасна во рестрикции. Не му е ова, не му е она. Вози пара, вози не пара. Се сеќава со тие. Тоѓите ме ќе заштедело не знам, прави вака, прави така. Све тоа беше нешто рестриктивно. Нешто се одземаше од луѓето и сега тие луѓе сакаш да те гласат, да те подржат тебе. Тоа не може да се деси. Кога дојдовте на чело на Стопанската комора пред 20 години, тоа е 2005 година, легендарна е на ваша изјава тогаш кога на членките на комората им ветивте дека ќе направите комора со 5 звезди. Што точно тоа значи? Тоа значи дека ја дадов во улога да поттикнам оптимизмот кај тие луѓе кои што седеа и гледаа во ноцете, од стран мислам во која состојба се наоѓаше комората и бизнисот. Тоа беше исто така неколку години после военните действија и уште не дефинирана ситуацијата. Македонија тоа што година стана и кандидат за член, асоцијативен член на Европската унија и така натаму. Така да мислам дека тоа беше дадено во функција да ги поттикна малце, да им дам оптимизам, а доаѓаше од тоа што јас дојдов од хотел со 5 звездици. Така се рангирани нели во светот. И беше као синоним дека ќе направам тоа. И ако ме праша некој денеска дали го направи тоа во делот на човековите ресурси, да, изградив сигурно не 5, него 15 врхунски кадрови што ќе останат во комората понатака. Во другите делови кај што е потребно влијание и на државата и нејзино за подобрување на климата, бизнис, која што би создало поволен амбиент, тоа не зависи само од мене, тоа зависи и од државата и ќе чекам подобро време. Кога ќе ве запознае вас човек, добива сосема друг впечаток од она што го ставате како прв впечаток. Вие сте прилично отворен, прилично добронамерен и прилично духовит човек. Но мора да прашам што се крие позади строгото лице на Бранко Азовски. Ево што се каже. Од 2005 до денес кога сум во комората, 2005 година, 2006 година, 2007 година, 2008 година, 2009 година, 2010 година, 2011 година, 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година, 2016 година, 2017 година, 2018 година, 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година, 2024 година, 2025 година, 2026 година, 2027 година, 2028 godina, 2029 godina, 2030 godina, 2031 godina, 2032 godina, 2033 godina, 2034 godina, 2035 godina, 2036 godina, 2037 godina, 2038 godina, 2039 godina, 2040 godina, 2041 godina, 2042 godina, 2043 godina, 2044 godina, 2045 godina, 2046 godina, 2047 godina, 2048 godina, 2049 godina, 2050 godina, 2051 godina, 2052 godina, 2053 godina, 2054 godina, 2055
сме издале 201.667 документи од бизнес канцеларија. Тоа се сертификати за потеклата, карнети, потврди, препораки, мислења. Сме организирали 6.732 настани, бизнес форуми. Сме 1.552 меѓународни активности, издадени се 952 електронски брошури и публикации. Комората била домаќин на над 200 странски делегации, над 280 компании сме сертифицирали со меѓународно признание стандард за квалитет. ISO 9001, 14.1, 22.000 хални хасад. Тоа сме за строгото лице се крие еден професионализам, а тој професионализам значи да работиш и да не збориш, него кој ќе дојдат вакви моменти да можеш тоа да го кажеш. За тоа лице се крие нешто друго, сега ќе видиме овде што ќе излезе. Во овој период Комората ги добила сите релевантни признанија што постојат. Орден заслуги за Републиката во 22 година, дигитален шампион за нов бизнис од Светска трговска организација, значи Светска трговска организација, дигитален шампион сме биле. Од 2021 година најдобар корпоративен сајт во државата сме имале, најкомора во регионот сме биле 2013, најдобар портал во рамките на Eurochambers од 2006 година сме имале. Значи сите можни се освоени. Институции што настанале во комората овој период: Центар за едукација, Совез за странски инвеститори, Национален совез за износ, Институт за износ, Култни извозници, Совез за напредување на квалитетот на трезорот и напредување, Центар за циркуларна економија и така натаму низам институции. И што е најбитно, приходите пораснале од 32 милиони на 130 милиони денари во 2024, значи дуплирани се. Создадена е база, основна база на луѓе кои што ќе работат во наредните 30 години и ќе го водат тоа ниво професионално на комората. Последното прашање ја носите титулата на балкански коморски лидер. Што треба да направи еден човек да ја добие оваа престижна титула? Треба да искине десетина контури и патики, пара, за да ги прошета сите места на Балканот. Јас сум ги прошетал, сум видел. Тоа е прекрасно место, од Бога дадено, затоа што многу дало, малку вратено. Ние на Балканот имаме све, освен две работи, немаме нормално цунами и овие, како се вика, тајфуни, мајфуни, али немаме ни ум. А ум немаме, затоа што тоа што го имаме природата што го дава, треба да поврзиме. Ако поврзиме, ќе имаме интересите. И тогаш ќе доручуваме во Дубровник, ќе ручаме во Солун, ќе вечераме во Истанбул. А тоа е остварливо можно и да ги прекара работите. Ви благодарам на разговорот. По оваа прилика сакам да ви се заблагодарам и на довербата која во името на Стопанската комора ја доверив на продуцентската куќа Трето уво за заедничка реализација на овој проект. Верувам дека им бевме интересни на нашите гледачи. Верувам дека соработката ќе продолжиме. Тоа ќе биде негде до крајот, веројатно почетокот на есента. Значи ќе имаме една пауза до септември. Со втора сезона ќе продолжиме, со нови свежи содржини. До тога сакам на нашите гледачи да им посакам убави пролетни денови и уште поубаво лето. И вас лично ви пожелав се најубаво и на сите вработени во комората со кои имавме одлична соработка во реализација на овој проект и би сакал таа соработка да продолжи. Благодарам и вас. Работевме со вистински професионалци, што за нас представуваше предизвик. Мислам дека со такви професионалци вреди да се работи и ќе продолжиме понатака. Трето уво е големо име во нашите продукцијски куќи и мислам дека ќе го оправда тоа.
Вие најавивте јас да најавам само дека ќе работиме на два големи проекта други, за кои што можда ќе потребна наша соработка. Тоа е одливот на мозоци да се спречи од Македонија и да се подржи извозот во секој момент, за да не отлие тој кадар што го имаме тука кај нас. Така да предизвици има повеќе, професионално сме поставени и мислам дека ќе одиме во правец на подршка на сопствените држави, на сопствената држава, сопствените фирми, сопствените фамилии и така натаму, што е многу значајно. Ви благодарам уште еднаш. Вас, драги гледачи, ви посакувам се најубаво се гледа во септември. Довидување.